Се наближуваме кон големиот град или дивиот бисер на Преспа. Пеликаните кои не следеа по патот не пречекуваат и под платото на островот. Во Преспа е најголемата популација на катроглавиот пеликан во светот, кој се гнезди на грчката страна, а овде се одмора и се храни. Маркантната шума од фоја целосно го покрива островот. Покрај сенките кои ги создава, шумата представува и основна инфраструктура за гнездење на голем број птици, меѓу кои и стотиците корморани, чиј измет го дава белиот изглед на врвовите. На островот веќе нема чувар, нема ниту ренџер кој би контролирал кој влегува и каде се движи. Прогласен е за зона под строга заштита и на него дозвола да стапнат имаат само научници. Таму беше доктор Драган Арсовски. Тој е член на Македонското еколошко друштво. Со години го истражува богатиот, густо населен и разнообразен жив свет на ова парче земја сред езеро. Единствениот и затоа и најголемиот остров, 18 до 20 хектари, можеби не звучи големо, меѓутоа кога ќе ја земеме во предвид, особено биолошката разновидност која што може да се најде на островот, местото добива една многу подруга димензија, многу поголема димензија да речеме. Не збориме само за квалитет, односно на видов диверзитет, збориме и за квантитет. Едноставно бројот на живот кој што може да се најде на единица површина е неверојатен. Односно островот можеме да кажеме дека сведочи за тоа како можеби изгледале природните екосистеми многу порано кога не биле толку засегнати од човечкото присуство овде. На островот има зајаци, видри, гуштери, желки, но змиите, кои некогаш беа символ на островот на змиите, по кој тој беше популарен, сега едвај може да се сретнат. Во период од 7 години, Драган и неговиот тим маркирале 7000 единки рибарки и повеќе од 500 единки поскок. Загрижувачки е, вели тој, што рибарката изминатите години се помалку се гледа. Завршува во рибарските мрежи кои незаконски се фрлаат на брегот на островот. Кога се ловат рибите и кога се заглавуваат во мрежата, тие стануваат лесен плен за рибарките нормално. Рибарката оди, си го фаќа својот плен, меѓутоа во исто време и таа се замотува во мрежата. Во 2010 година имавме една многу така тажна катастрофална сцена, решивме да извадиме една или две мрежи, можеби извадивме. Само во една мрежа извадивме преку 40 удавени рибарки. Посебно атрактивни на островот се желките. Маркирани се 1800, што е најгуста популација на желки во светот. Заедницата на желки раскажува своја еволутивна приказна. Станува збор за популација која што има отприлика околу 17 мажјаци на една женка. Тоа не е одржливо за популацијата на херманиеви желки поради различни еволутивни еколошки фактори, сексуална селекција и така натаму. Како и да е, ова е многу интересен пример за тоа како една навидо многу силна популација всушност е еволутивно мртва, би рекле. Освен природната реткост, островот е археолошки локалитет со остатоци од живеалишта и цркви. Од 7 колку што постоеле, сочувана е само една, Свети Петар од 14 век, која е целосно запуштена. Островот е во надлежност на Националниот парк Галичица, обврска која ја добил пред повеќе од половина век, кога Преспа се уште била дел од Охридскиот регион. Но и покрај законските ингеренции, за островот реално не се грижи никој. Заборавен од институциите, островот сепак останува привлечен за странските научници. Од старта сме почели да радимо со колегами из Македонije, a posle toga smo se pridružili kolegi iz Francuske i od 2008. godine radimo ovde, da kažem, barem trilateralna ekipa i pratimo ne samo trendove populacija, nego i čitav ekosistem, šta se dešava na ostrovu. Hitne mere i obavezne mere koje treba da se preduzmu je da se zabrani krivo ribolov na distanciju od otprilike 150 metara u jezeru. Treba da bude turizam pod kontrolom i da ti ljudi dobijaju informacije zašto je to značajno i da se ograniči broj turista koji smeju da idu i gde smeju da idu na ostrovu. Овие мерки треба да се преземат итно, за да се зачува бујната вегетација на островот, природната реткост и разновидниот животински свет. Исто така, од исклучителна важност е да се надмине судирот на надлежности на различни институции за поголема ефикасност, во случајот меѓу Националниот парк Галичица, кој формално управува со островот, и општина Ресен, која пак е одговорна за споменикот на природата Преспанското езеро.